Американскиот председател Доналд Трамп може би верува дека НАТО е застарена организација, но рускиот лидер Владимир Путин јасно покажува дека не мисли така. Рускиот лидер останува силно посветен на неговите екстремни, па некојаш дури и самоуништувачки потези и акции, за да го спречи ширењето на алијансата кон руските граници, коментира угледниот Вашингтон Пост во својата најнова анализа на руските односи кон Западен Балкан и НАТО, ставејќи ја Македонија и реализацијата на договорот со Грција во фокусот на потезите што се влечат од Кремљ. Проблемот почна во јуни, вели Вашингтон Пост, кога Македонија и Грција се договорија Македонија да го смени името, а Грција да ја тргне блокадата за членство во НАТО, а алијансата го покани Скопје да ги почнат пристапните преговори. Македонија е помал од американската сојузна држава Мериленд, има само 2 милиони жители, од 3 страни се граничи со земји членки на НАТО. Оттаму, анализира американскиот весник, Москва логички не би требала да биде многу заинтересирана за македонскиот прием во НАТО, но сепак Кремљ, според изјавите на политичките лидери во Атина и во Скопје почна, како што вели коментарот на Вашингтон Пост, грда кампања со поткупување и мито за поткопување на договорот за името со насилни демонстрации и во двете држави. Путин имаше значителен успех предизвикувајќи го Трамп да ги промовира интересите на Кремљ и да ја повторува неговата агенда, вклучувајќи го тука и ослабнувањето и кршењето на НАТО. Но фокусирањето на Македонија е потсетник дека Путин замеша прсти во Македонија и нејзиното зачленување во НАТО како дел од неговите ревностни настојувања да и го врати статусот на суперсила на Русија. А Македонија, со или без помош на Трамп, веројатно ќе влезе во НАТО. За ваквото однесување на Русија, шведскиот дипломат Карл Билд вели дека тоа е руски политички менталитет да гради бариера меѓу Истокот и Западот. There's a new political mentality, at least from the Kremlin. They are intending to build up what I sometimes call a bastion against the West. Интересот на Путин е запирање на експанзијата на НАТО кон руските граници и тој нема да се откаже од тоа, коментираат експертите. Во прилог на што е и акцијата на Москва пред 2 години, кога наводно се обиде да ја спречи Црна Гора да влезе во НАТО и со тоа да изгуби, како што веруваше, партнер на Балканот. Во прилог на Путин, како што коментира Вашингтон Пост, беа и неодамнешните изјави на Трамп дека малите агресивни црногорци може да бидат причина за Третата светска војна. Бидејќи еден од обидите на Москва да го запре ширењето на НАТО кон нејзините граници, беше и, како што објавија голем број медиуми и аналитичари, обидот да се спречи Подгорица да влезе во алијансата, а дел од тој обид наводно, како што беше објавувано, бил и обидот за пуч и атентат во Црна Гора, во што Кремљ изгуби традиционален балкански партнер. По ова, велат аналитичари, следуваа нови обиди за запирање на ширењето на алијансата, кои во македонскиот случај беа преточени меѓу другото и преку отворените закани од поранешниот руски амбасадор во Скопје Олег Шчербак, но и од Руското министерство за надворешни работи дека, како што рекоа, Македонија со зачленувањето во НАТО ќе биде руска мета. Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи многу пред да дојдат тие изјави, не само од амбасадорот тука, туку и од нивното министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Имате една од тие изјави, сигурно ја паметите, е дека во случај кога би влегла во НАТО, Македонија би била легитимна цел. Легитимна цел сте само кога представувате закана за некоја држава, значи зошто би биле легитимна цел за Руската Федерација. И покрај отворените закани на Москва, Македонија останува на ставот дека Западот и евроатлантските интеграции се нејзина стратешка определба. Одиме напред. Македонија оди во НАТО. Благодарам.